Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Режија Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка интелигенција, па фала Богу ниту на реална интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во нашата земја. Комитиченто! Комитиченто! И локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински. А ова се другите вести. Ајде, Кириле! Ајде, Кај тупани, тупани. Ајде, насмеј се! Ајде, насмеј се! Актуелниот премиер Христијан Мицкоски уште еднаш потврди дека по добивањето на изборите коалицијскиот партнер вреди нема да добие нов ресор, туку еден ист човек ќе извршува двојна функција, како министер и вице-премиер. Премиерот изјави дека оваа одлука се заснова на европскиот модел. Why two people, two money, when one people, two money. По извршениот претрес на ќелијата на Джеваир Камбери, обвинет во случајот Пулс, биле пронајдени 13 мобилни телефони и лаптоп. Господинот Камбери ги отфрли обвинувањата дека се работи за шверц на телефони во затворот и образложи дека присуството на уредите е само резултат на неговиот обид да отвори подружница на Ледиком во затворот Идризово. Уште еден еклатантен пример, драги гледачи, дека проклетата бирократија претерано ни се меша во животите. Фала Дейвид Летерман за шегата. Со пискање и врескање приведен сопственикот на распуштените крави од Крива Паланка, за кои се тврди дека нанесувале штети на околината и на локалните жители. Го приведоа татко ми, сестра ми заврши во болница, а кравите повторно шетаат слободно, изјави Јулијана Ѓорѓиевска, ќерка на уапсениот и сопстеничка на крави. Полицијскиот билтен објавува дека е украдено бронзено црквено ѕвоно од црквата Свети Спас. Во моментов, единствено сомничен е огромната джиновска крава на девојката од претходната вест. И темата на неделата, контроверзниот Safe City. Медиумите ни откриваат која е рекордната брзина измерена на безбедносните камери. 244 км на час беа измерени кај полициското возило што брзаше да ја уапси кравата од претходната вест. Министерот за култура и туризам, господинот Зоран Љутков, официјално го промовираше новиот Совет за туризам. Епа, и ние имаме еден совет за туризам. Не ја посетувајте Долна Бабина дупка. Класичен пример на лажен адвертајзинг. Косово се вклучува во индустријата за оружје, ама овој пат не како купувач, туку како производител. Имено, премиерот Албин Курти најави дека првиот куршум Made in Kosovo ќе биде произведен некаде кон крајот на 2026 година, а ќе биде ставен во употреба веќе во 2027. Така што, останува само да се надеваме дека првиот куршум Made in Kosovo нема да биде ставен во употреба некаде во границите на нашата земја. Сурово и шокантно. На социјалните мрежи
Последниве денови се појави видео во кое можеме да видиме неколку германски војници од Втората светска војна како се поигруваат и се исмеваат со куче кое го облекуваат како човек и му даваат да пуши луле. Дали ова конечно ќе ја разруши репутацијата на нацистите? Останува да видиме. А сега, Матео. Седете дома, не јајете гомна, гледайте си курот, гледайте ги вестиве и немојте многу да искачате од дома. Лайк, шер, сабскрајб, тука на вестиве. Ја треба да земам пари, сакам да отидам на Малта, сакам да ја правам големта, сакам да отидам на Ибица, сакам да направам фризура како оној селјакон. Значи, дајте, уложете некој денар во каналов, работиме за без пари по цел ден, секој факинг ден. Па Матео ќе се врати, па Матео ќе се врати. Еве се врати в Куров ми, дај да ги видиме парите. Пичка ви материна, давам пизда материна евем и све у пизду материну евем. Иначе времето е говно како и секоја зима кај нас. Фала многу, чао. И тука некаде, драги гледачи, ставаме крај на уште едно издание на Другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум светски човек, а вие сте по дома. Довидување. Благодарам.